Ако не може да се најде заеднички јазик, најдобро раздели се. Не е вечно, бракот не е нешто што мора да обстои. Бракот е заедница, кој што некој го измислил, го створил, но тоа е многу убаво нешто и многу е убаво да се одржува таа традиција. Многу убаво да биеме и за нашите деца примери како треба да изгледа еден брак. Пример, многу ете така што живеат во незрел брак, децата вакво гледаат. Страда децата. Страда децата. И утре кога ќе порастат на некои си години, оние ќе го прават, ќе ги имаат исто пример од родителите. Ајде да кажеме со одвоено некаква спиење, карање, неубава слика имат за бракот. И семејно насилство, зошто? Да. Јас сум најпротив тоа, значи ние збориме сега тука за гушкање, бакнување, прегранување. Не сакам да спомнувам семејно насилство или било што. Денес се случаи од машка и од женска страна, не само од таа или од таа страна. Но штом тоа доаѓа, најдобро нек се разделат тие двајца, не се еден за друг. Нема потреба никој да трпе никој. Денес животот е многу краток и многу брзо одминува. И што е должен некој да трпе, некој да му прави тортура или било што? Па бракот